Big fan Thanks. of the car. We have just the driver. We need number 63 for Mr. Pitt. I'm on it. And careful, not a scratch. I notice you have a mustache. How are you liking it? Your car is arriving, sir. Show off. Sorry about the wait. Worth the wait. Get you on the next one. Don't worry about it. Германската компанија од Рисселсхаим Opel, која функционира во рамки на глобалната автогрупација Stellantis, им ја представи на своите фанови новата, целосно електрична, спортска Opel Mokka GSE. Автомобил со кој представниците на Opel велат дека рели возбудите ги носат на обичниот градски асфалт. Новата сериска и целосно електрична Mokka GSE има максимална моќност од 207 киловати или 281 коњска сила со вртежен момент од 346 ньютон метри. Од 0 до 100 км на час, новата Mokka забрзува за само 5,9 секунди, а максималната брзина на овој урбан SUV изнесува 200 км на час, што ја прави новата Mokka најбрзиот целосно електричен сериски автомобил на Opel. Возачите на Mokka имаат можност при возењето да изберат 3 модови на возење. Тоа се модовите Спорт, Нормал или Еко, кои во согласност со нивните имиња имаат задача да прилагодат повеќе елементи и системи во автомобилот и да испорачаат максимални перформанси или да обезбедат еколошки и ефикасен, односно штедлив сетап на автомобилот. Својата енергија Mokka GSE ја складира во литиум-ионска батерија од 54 киловат-часа. Бруто масата на автомобилот изнесува помалку од 1,6 тони, што е навистина реткост кај електричните автомобили со батерија. Оваа Mokka има и диференцијал со ограничено пролизгување, шасија со специјално дизајнирани осовини и нови хидроулични амортизери. Системот за управување, шасијата и сопирачките се дизајнирани за да испорачаат спортски перформанси, а сите системи го користат искуството на Opel во електричното рели надпреварување. Моделот има оптимизирани 20-инчни алуминиумски тркала, комбинирани со гумите на Michelin од моделот Sport EV. Во интериерот, возачот и совозачот седат на специјални Alcantara GSE Performance седишта со интегриран наслон за главата. Воланот делува спортски, со израмнети линии, горе и долу, а за спортското доживување
дополнително се грижат и алуминиумските педали за газ и сопирање. Возачот може да ги добие сите неопходни информации на 10-инчниот дигитален дисплеј кој може да се прилагоди на желбите на возачот, а тука е и централниот дисплеј чувствителен на допир со вградена навигација во него. Во моделот се вградени повеќе напредни системи за безбедност, како што се IntelliLux Matrix предните светла, автоматскиот асистент за прилагодување на брзината, асистент за одржување на возилото во коловозната лента и задната камера што покрива 180 степени. Тука се и грејењето на седиштата и воланот, а паметните телефони можат да се полнат безжично. Цената на најбрзиот сериски електричен автомобил на Opel почнува од 47.300 евра. Малиот, атрактивен, стилски и совршено урбан автомобил од Торино, Fiat 500, на своите фанови во Европа и светот им даде уште една можност да го сакаат и да го возат. За време на специјалниот медија ивент, кој се одржа во италијанската предстолнина на автоиндустријата Торино, овој ноември на јавноста и беше презентиран новиот Fiat 500 Hybrid. Настанот директно се поврзува и со фабриката на Fiat во Торино, Mirafiori, во која моделот 500 за прв пат беше роден во далечната 1957 година. Сега, 68 години подоцна, на истото место ќе се склопува и новиот 500 Hybrid, а очекувањата се дека само во овие 2 месеци, до крајот на годината, од фабричките ленти ќе се стркалаат над 5000 примероци од новата хибридна верзија на познатиот Cinquecento. Фабриката Mirafiori во својот полн капацитет треба да произведува околу 100.000 автомобили годишно. Малиот Fiat 500 Hybrid ќе биде достапен во 3 варијанти, како хетчбек, во варијанта со 3+1 врата и како кабриолет. Истовремено моделите ќе доаѓаат со 3 пакети на опрема: Pop, Icon и La Prima. Fiat 500 Hybrid Pop ќе биде идеален избор за оние кои бараат едноставност, урбана практичност без преголем фокус на персонализацијата. Пакетот на опрема пак Icon е поставен во средината и ќе има многу опрема, стил, шарм и конективност. А нивото на опрема или тримот La Prima, како што кажува самото име, ќе биде на врвот од моделот со многу ексклузивни компоненти, опрема и премиум квалитет.
Цената на основниот модел Pop во Европа се очекува да започнува со цена од околу 19.400 евра. Questa è e sempre sarà la nostra casa e da qui riparte la nostra storia. Познатиот италијански бренд на луксузни спортски автомобили Maserati, кој е основан во далечната 1914 година во Болоња, низ богатата историја неколку пати ја менуваше својата сопстvenичка структура. Со компанијата управува Citroen, De Tomaso, Ferrari, а во 2005 година Maserati излезе од прегратките на Ferrari и се спои со уште еден маркантен италијански бренд Alfa Romeo, за да подоцна заедно дишат неколку години под чадорот на Fiat Group. Со спојувањето на FCA и PSA се формираше новата меѓународна автогрупација Stellantis, па сега брендот со популарниот трозабец на предната маска работи како дел од оваа глобална автогрупа. И во рамки на Stellantis, Maserati веројатно ја живее својата најтешка година. Продажбата во првиот семестар на 2025 година падна на само 4328 возила во најсилните 10 пазари за брендот, што представува пад од вртоглави 32%, додека приходите се намалија за уште поголеми 72%. И покрај очигледните проблеми и финансискиот товар кој брендот му ги носи на Stellantis, раководството очигледно не се откажува од Maserati и во неколку наврати ја повторуваше реченицата Maserati не е на продажба и точка. Сакајќи да му ја врати автентичноста и фан базата, а можеби да заработи и некоја финансиска инекција од италијанските власти, Maserati реши да го врати производството на своите легендарни модели Gran Turismo и Gran Cabrio во сите своји верзии во историската фабрика во Модена. По тој повод Maserati заедно со својот партнер Sonus Faber, врвен италијански производител на аудио опрема, направија специјална 5-дневна програма под работното име Maserati Meccanica Lirica. Беа организирани неколку ивенти на ексклузивни места, како што е театарот во Модена, и пред VIP гостите, вработените и потенцијалните клиенти беа спроведени врвни шоуа кои ги споија музиката, филхармонијата, операта и врвниот спортски дизајн на Maserati.
Под звуците на филхармонискиот оркестар на Модена и легендарното музичко парче Несун Дорма се крена и велот на специјално изработениот модел Maserati Gran Turismo Meccanica Lyrica One-Off. По емотивното соаре, враќањето на легендарниот бренд Дома продолжи и во фабриката на Maserati во Модена, каде менаџментот на брендот, придружуван од истакнати представници на локалните институции и меѓународните представници на медиумите, символично ја пресече лентата на новите производни линии за Гран Туризмо и Гран Кабрио. На крајот, прославата продолжи и на 8 и 9 ноември, 2 дена во кои клиентите и членови на Maserati Клуб Италија имаа можност да уживаат во искуството на брендот со трозабецот како патентирано лого. Најпрво можеше да се ужива во специјална изложба на плоштадот Пијаца Рома во срцето на градот, потоа можеа да го посетат театарот и да присуствуваат на пробите на Моденскиот оркестар, потоа следеше и тура на фабриката на Maserati со фантастична гала вечера. Во неделата пак на 9 ноември целиот град се трансформираше во музеј во кој парадираа класичните и модерните Maserati модели, кои патуваа низ градот, завршувајќи ја својата траса во музејот Панини. На крајот на денот VIP гостите имаа можност на автодромот во Модена да ги повозат и тестираат моделите MC20 и GT2 Stradale. Останува да видиме дали овој неколкудневен евент, со кој символично се означува враќањето на Maserati во Модена, ќе го донесе посакуваниот фидбек, а тоа е да се запре слободниот пад во продажбата и да се врати Maserati на своите патеки кон одржлив и профитабилен развој. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Woke up in the middle of the night, opened my eyes, said my oh my, I'm dreaming you. Well, oh my dreams are sweet when I lay me down to sleep, not dreaming you. Oh my dreams are sweet when I lay me down to sleep, not dream of you.
Keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Said it's not worth living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes straight to your head, believe it if you want to. Францускиот производител Рено официјално го представи својот нов Trafic Van E-Tech Electric. Овој ван за прв пат беше промовиран во 1980 година и оттогаш се продаде во околу 2,5 милиони примероци во 3 различни генерации, што е синоним за успех на брендот во сегментот на лесни комерцијални возила. Кај него конструкторите направиле сериозни подобрувања, меѓу кои може да се издвојат радиусот на вртење, кој е ист како онај кај патничкото Clio од само 10,3 метри, го има во две должини како L1 и L2 варијанта и секако оперира на струја, со две батериски варијанти, од кои онаа за претежно подолги релации испорочува автономија до 450 км. Производството на новиот електричен ван ќе се врши во фабриката во Франција, а стартот е закажан за следната 2026 година. Под заборавениот италијански бренд Lancia, во седиштето на групацијата Stellantis во Сатори, место во кое работат многу француски, италијански и шпански инженери заедно, им го представи на меѓународните новинари возилото Lancia Y Rally 2 HF Integrale, кој ќе се надпреварува во светскиот рели шампионат во категоријата VRC2 следната 2026 година. Најавата за официјалното влегување во моторспортот, како и кај сите останати производители на возила, така и кај Lancia, треба да ги поврзе перформансите и евентуалните успеси на тркачките патеки со технологијата која ќе се истестира, а подоцна примени и во сериското производство. Како што велат во Lancia, ова не е носталгична операција, со која брендот би се враќал во минатото, туку е повеќе проект на еволуција, мост помеѓу легендарната традиција на брендот со предизвиците на модерниот мотор спорт, со јасни и прецизни инвестиции во млади таленти и јасна визија за иднината. Овој рецепт практично беше применет и кај надпреварувањето Трофео Lancia од 2025 година, во кое беше истестиран моделот Y Rally 4 HF и беа продадени повеќе од 100 автомобили во повеќе од 40 тима кои се надпреваруваа на овој куп и кои го потврдија квалитетот,
безбедноста и перформансите на автомобилите од серијата HF на Lancia. На промоцијата во Сатори, директорката на Lancia, Роберта Зерби, изјави дека враќањето на Lancia во ВРЦ е резултат на едно патување надградено врз скромност, детерминираност и италијанска гордост. Ние сме сосема свесни, повтори таа, дека имаме легендарно наследство и традиција, но истото не плаши, туку не инспирира да се вратиме во надпреварувањето со максимално вложена енергија, јасен стил и храброст. Новата ВРЦ-2 програма на Lancia произлегува од силниот заеднички напор помеѓу Lancia и Stellantis Motorsport дивизијата, од каде доаѓа и сосема новиот Y Rally 2 HF Integrale, целосно прилагоден за спортските перформанси и резултати, тестиран на Алпите и на тесните стази во Балоко, Италија. Во рамки на групацијата Stellantis, Lancia го црпи искуството на групацијските клучни програми во моторспортот, како што се програмите на Citroen и Peugeot VRC, кои имаат освоено 13 FIA титули во светскиот рели шампионат и имаат остварено околу 150 победи. Официјалното деби на Lancia во FIA VRC2 ќе биде следната година, со почеток на релито во Монте Карло, а брендот ќе се надпреварува за резултати, победи, па дури и за шампионската титула. Паралелно, автомобилот на Lancia ќе се надпреварува и во Европскиот рели шампионат на FIA во најважните национални шампионати како што се Италија, Франција, Шпанија и Белгија. Во срцето на рели автомобилот, кој е долг 4070 мм, а широк 1820 мм, лежи 1,6 литарскиот турбомотор, што испорачува моќност од 287 коњски сили, со вртежен момент од 425 Нм, кој е спарен со петостепен секвенцијален менувач со двојни дискови и мануелни команди. Погонот е на сите тркала со преден и заден диференцијал кои се само заклучуваат, а суспензијата на возилото доаѓа од Макферсон. Автомобилот тежи минимални 1230 кг со 1390 кг како минимална тежина во која се калкулира и тежината на екипажот. Опремен е и со сертифициран челичен рол кафес и безбедносни системи кои го задоволуваат меѓународниот стандард во моторспортот. На вториот ден од презентацијата на тркачкиот модел, луѓето од Lancia ги поканија и тркачките тимови, приватните возачи, дилери, технички партнери и комерцијални акционери кои се вклучени во активната промоција и продажба на тркачките автомобили и резервни делови. На поканата се одзваа стотина VIP гости кои присуствуваа и на специјалната работилница за моторспорт, на која инженерите на Stellantis и техничкиот персонал го разглобија и презентираа автомобилот до најситните детали, од архитектурата на шасијата до моторните перформанси, аеродинамиката, поставеноста на трансмисијата и безбедносните структури. Реакцијата на пазарот и присутните беше моментна и на крајот на денот веќе беа порачани 30 автомобили Rally 2 HF Integrale, што е уште една потврда за добербата во тимот, брендот и квалитетот.